вечер, почитувани гледачи, ново издание на емисијата Ваш термин 17:10. Тука сум јас со вас како ваш домаќин Виолета Петровска-Периќ и денешната моја соговорничка, а тоа е доктор Драгана Петровска-Цветковска, која што е специјалист невролог и ни доаѓа од Државната клиника за неврологија. Бидејќи пред известно време кога доктор Драгана ми гостуваше во Ваш термин, подоцна имав барање да обработиме темата, односно проблемот како деменција, значи болеста наречена деменција, и затоа денес е овде доктор Драгана со мене, еве на барање на оние гледачи кои инсистираа да обработиме со оваа тема, да биде со нас и да ни објасни нешто повеќе за овој проблем. Меѓутоа, пред да ја поздравам доктор Драгана, ќе побарам од режија да го пуштат прилогот кој што е подготвен токму за деменција, па потоа ќе се вратиме во студиото да го започнеме денешниот разговор. Деменција е сериозна загуба на способноста за осознавање на една претходно здрава личност, покрај она што може да се очекува од нормалното старење. Деменцијата може да биде статична, да се појави како резултат на несекојдневна целосна повреда на мозокот или прогресивна, која резултира од долготрајно влошување на здравствената состојба предизвикана од болест или повреда на телото. Иако деменцијата е многу популарна помеѓу гериатриските личности, односно личностите во длабока старост, може да се појави и пред 65-та година. И во тој случај се нарекува почетна фаза на деменција. Деменцијата не е единична болест, туку представува неспецифичен синдром, односно збир на знаци и симптоми, во кои оштетените делови од осознавањето може да бидат меморијата, вниманието, јазикот и решавањето на проблеми. Најчесто болеста треба да постои во телото најмалку 6 месеци за да може да се диагностицира. Проблемите со осознавањето, кои многу ретко се забележуваат, најчесто се појавуваат на помалку од недела дена и се нарекуваат делириум. Кај сите видови на проблеми со осознавањето најчесто најпрви се погодени најбитните мозочни функции. Особено во подоцнежната етапа од болеста, лицата кои боледуваат од деменција може да бидат дезориентирани во времето, да не знаат кој ден е од неделата, ден од месецот, или дури која година е, во местото да не знаат каде се наоѓаат, и во личноста да не знаат ништо за себе или луѓето околу нив. Иако понекогаш може да се излечи до одреден степен, причинителите на деменција се прогресивни и неизлечливи. Симптомите на деменција може да бидат класифицирани како повратни или неповратни во зависност од етиологијата на болеста. Помалку од 10% од случаите на деменција се предизвикани од причинители кои може да се излечат со терапија, но само на краток период. Последиците се манифестираат на најразлични начини, и тоа тешко дишење, жолтица или разни видови болки по телото. Без внимателна проценка на историјата на болеста, краткотрајниот синдром на делириум, кој најчесто трае неколку дена или недели, многу лесно може да се помеша со деменција бидејќи имаат многу заеднички симптоми, со исклучок на време трењето. Некои мозочни болести, вклучувајќи ја и депресијата и психозата, предизвикуваат симптоми кои мора да бидат различни и од делириумот и од деменцијата. Постојат многу видови на деменција кои се манифестираат преку најразлични симптоми. Сепак, симптомите се толку слични што не е можно да се определи видот на деменција само преку симптоматологијата и само по мал број случаи симптомите се доволни за да се процени за кој одреден вид станува збор. За да се даде поточна диагноза, се користат техники за скенирање на мозокот. За да се биде потполно сигурно за каква болест се работи, мора да се направи биопсија на мозокот дури пациентот е жив или аутопсија по неговата смрт. Едни од најчестите видови на деменција се Алцхајмерова болест, васкуларна деменција, деменција на предниот дел од слепоочницата, семантичка деменција и деменција со луи тела. Се случува еден пациент да покажува знаци на 2 или повеќе видови на деменција во исто време, бидејќи ниту еден од познатите видови на деменција не одскокнува од другите. Еве сме повторно назад во студиото, за оние кои што сега не почнуваат да не следат, да повторам уште еднаш, говориме на тема деменција.
на барање на многу гледачи кои што не следат, ако не следате оваа емисија, еве ќе биде од корист да слушнат нешто повеќе за тоа. Со мене во студиото е доктор Драгана Петровска-Цветковска, која што е специјалист невролог и ни доаѓа од Државната клиника за неврологија. Доктор Драгана, ти благодарам што и денес одвои време да бидеш дел од емисијата Ваш термин. Ви благодарам на поканата. Секогаш сум тука, отворена за разговори и за комуникација со нашите сакани слушатели и гледачи. Така. Пред да започнеме да разговараме, би сакала вака да прочитам како информација нешто што го најдов. Се вели како што расте бројот на луѓето што страдаат од деменција, а ќе продолжи да расте. Светската здравствена организација проценува дека 65,7 милиони пациенти ќе боледуваат од деменција до 2030, а 115,4 милиони до 2030 се извинувам, а 115,4 милиони до 2050 година. Од таа причина се прават големи напори за рано откривање. Постојат повеќе од 9,9 милиони нови случаи на деменција секоја година во целиот свет, што значи дека некој е диагностициран на секоја трета секунда. Точно ли е тоа? Точни податоци, да. Така. Во моментов бројката е некаде околу 46 милиони лица заболени од различни типови на деменција. И секако постои тенденција на пораст на новозаболени и новодиагностицирани болни со деменција. Сето тоа се должи на тоа што практично животниот век ни се продолжува. Имаме се повеќе старо население, се повеќе население кое што има подолг век на преживување, а со самото тоа расте и стапката на појава на деменцијата. Така. Кога говориме за деменција... Так, ајде да појасниме, значи, што представува како болест деменцијата? Кога говориме за деменција, значи говориме за една група на невролошки заболувања кои што се окарактеризирани со една иста карактеристика, а тоа е постепена појава на нарушување на размислувањето и секако на сеќавањето и меморирањето на настаните или случките, особено кога говориме за блиски настани и случки. Во главном кога говориме за деменција, мислиме на Алцхаймеровата болест, бидејќи некаде околу 60 до 80% од пациентите со деменција се пациенти со Алцхаймерова болест. Но не така мала е и бројката на болни со васкуларна деменција, некаде околу 25%. Тоа се во главном пациенти кои што преживеале мозочен удар и кај кои што како последица на тој мозочен удар, значи имаме органско оштетување, се јавува практично клиничка слика на пропаѓање на меморијата и другите когнитивни функции. Неретко ги гледаме како мешани, значи и Алцхаймерова болест и васкуларна деменција. Не постои јасна дистинкција кај одредена група на пациенти. Потоа тука се и фронтотемпоралната деменција и деменцијата на Левиеви телца или Луи телцата, како и деменција која што може да се јави кај пациенти со Паркинсонова болест. Така. Како ќе ги започнеме сега објаснувањата? Секоја поединечно, бидејќи дали има разлика во нас кога станува збор за симптомите, за да можеме да ги објасниме убаво или како? Еве, на вас оставам. Па генерално разликата е во патоанатомските промени во мозокот. А симптомите се исти? Симптомите кои што се провлекуваат се исти и разликата е секако во процесот на прогресијата. Така. Кај Алцхаймеровата болест, да кажеме, имаме многу побрза прогресија во однос на другите типови на деменција. Така. Васкуларната е поврзана со мозочен удар, така да не можеме да дадеме некоја возрастна граница, а додека пак кај Алцхаймеровата болест обично се јавува деменцијата некаде после 50-та година, со некаде прогресивен тек од околу една деценија, односно 10 години. Во главном, тоа што ги спојува е клиничката слика. Што е клиничката слика? Во основа, кај овој тип на заболување имаме губиток на меморија. Пациентот не приметува, меѓутоа членовите на семејството приметуваат како од еден паметен и бистар човек, нивниот близок, нивниот член на семејство почнува да заборава каде ги остава предметите, почнува да заборава основни работи, клучот, заборава да ја заклучат вратата, да излезат,
доскоро ведар позитивен човек, знае да почне да се затвара, да станува повеќе асоцијален, нерасположен, бидејќи оваа болест е пропратена и со одредени емоционални пореметувања. Во самиот почеток на болеста, значи во умерената форма, подоцна ќе подискутираме кои форми ги имаме на ова заболување, често пати на поставено прашање, они знаат да повторуваат, да го повторуваат истото прашање заради потребата да им текне како да ви одговорат. Често пати знаат да не им текне адекватното име на одреден предмет, на одредена на било што нели што го има во домот. И тоа е еден од првите знаци кај умерениот тип на деменција. Пропратено често пати со намалено расположение, намалување на социјалниот живот кој што го имале претходно, потребата да остануваат дома, да не комуницираат со надворешниот свет. Воедно пропратни симптоми се и когницијата, значи од паметни луѓе кои што решавале крстословки, стануваат луѓе кои што имаат проблем да им истекне адекватниот збор за да ја реши крстословката. Но секако имаат и други проблеми, како што е размислувањето, планирањето, организацијата, па дури решавање на едноставни проблеми со кои што се соочуваме во секојдневниот живот. Тоа се да кажем почетните знаци кои што треба да бидат сериозен аларм кај фамилијата, дека веќе нешто се случува. Дека нешто се случува и да се побара секако лекарска помош. Затоа што бидејќи ако не се реагира во оваа фаза, болеста се прогредира и ќе премине во друга нешто посериозна фаза, каде што веќе и третманот и терапијата ќе бидат тераписки проблем за докторот кој што ги лекува овие болни. Тоа е, Драгана, кои се причините за појава на деменција? Прв пат говорам на оваа тема и затоа ќе ве оставам повеќе вие да говорите, бидејќи јас само ќе ве упатувам на што јас сакам да го прашам. Кои се причините, бидејќи знаеме дека за секој проблем кога станува спор нели со здравјето, постојат некои причини кои што треба да го предизвикаат сето тоа. Пред малку ми споменавте дека тоа е нешто со поврзано со лошење на патолошки протеин, Што би значило тоа? Што се случува? Имавте прекрасен кои се тие илустрации како изгледа. Се обидов да најдам што повеќе слики кои што ќе бидат соодветни за тоа. Ви благодарам на убавата забелешка. Фотографија, слика каде што покажавте еден нормален мозок и мозок на болен со Алцхајмерова болест. Тој беше здравиот е волуминозен, со убава кора, додека пак мозокот на болни со Алцхајмерова болест е едноставно скврчен мал и помал на тежина. Во основа кај ова заболување имаме таложење на патолошки протеин, бета-амилоид, кој што се таложи во мозочните структури и како резултат на тоа имаме практично го имаме овој процес на условно кажано сушење на мозокот и губиток на когницијата и меморијата кај овие болни. Тоа е во однос на Алцхајмеровата болест. Кога говориме за васкуларната деменција, во основа имаме органско заболување. Значи имаме нарушена циркулација, која што оставила како последица некроза и оштетување на дел од мозочното ткиво кое што било крвоснабдувано со тој крвен сад и како резултат на тоа постепено пропаѓање на план на паметењето, когницијата или пак понекогаш и јазични проблеми кај овие болни. Кај Паркинсоновата болест исто е невродегенеративно заболување кое што може да биде проследено во понапредната фаза од заболувањето со пропаѓање на когницијата и меморијата секако на свежите настани. Така да во основа кај сите имаме некаква различна причина за појава на деменцијата како симптом, како симптоматологија. Меѓутоа, која е онаа група на луѓе или на пациенти која што може да се издвои како ризична група за да добие деменција или не постои некое такво строго правило? Кога би било така едноставно, би се превенирале на време, но генерално постои поврзаност во семејства за појава на ова заболување. Дали е генетски сепак предиспозиција? Да, има голем процент генетска предиспозиција за развој на ова заболување. Постојат и маркери, можност да се испитаме дали за 20 на години можеме да заболеме од Алцхајмерова болест, меѓутоа во нашата држава тие маркери ги немаме. Практично е со анализа на
ликвор на течноста во која што плива мозокот, се прави специфичен тип на анализа и се детектира дали практично ќе се разболиме после некои 20 на години од ова заболување. Кога ќе се спомне клиниката за неврологија, секогаш некако очекуваме да ни кажете нели за некои специфични заболувања кога станува збор нели за деменцијата и мултиплекс склерозата. Говоревме нели пред малку пред да започнеме емисијата. Ме интересира како е состојбата пред да почнеме да ги објаснуваме сите оние работи околу деменцијата, кај нас во однос на деменцијата, на Алцхајмерот, на Паркинсовата болест. Има ли доста заболени, како што читав и на почетокот, дека на секоја трета секунда, нели глобално ниво се диагностицира? Последните, да не кажам 5 години. Имаме некоја бројка вака да кажеме или? Па сега јас не би карикирала со статистика, со бројки, да, бидејќи немаме некоја точна детална дефиниција за Република Македонија, меѓутоа имаме. Нашата тенденција вака секојдневно има диагностика. Например, по колку диагностики за деменција дневно имате? Некоја средна бројка кажете? На неделно ниво некаде можеби десетина пациенти стигнуваат на клиниката, кои во порана, кои во подоцнежна фаза на заболувањето. А оние кои што се веќе со деменција, вие постојано ги следите? Секако на неколку месеци се доаѓаат на контрола до степен додека можат да бидат донесени на контрола, потоа доаѓа фамилијата, па се советуваме како да се справат со новите симптоми кои што се јавуваат како прогредира заболувањето. Сакав да кажам дека последниве години имаме една национална стратегија, градиме една национална стратегија да се справиме со деменцијата како проблем. Генерално, долго време пациентите ни остануваат недиагностицирани, неприметени од семејството, бидејќи пак ќе кажам, збориме за повозрасна категорија на личности кои што и не така долг период од денот им го посветуваме вниманието и често пати знаеме да ги превидиме нивните когнитивни пропаѓања, промените на самата личност. Нашата национална стратегија која што ја градиме е практично навреме, рано да ги детектираме пациентите и секако тоа го правиме во една добра соработка и координација со семејните доктори, со кои што работиме на повеќе проекти, ги постојано апдейтираме, ги едуцираме со кратки брзи тестови да практично направат проценка дали има некакви отстапувања во однос на меморијата и паметењето кај нивните пациенти и навреме секако да ни ги процесуираат, каде што ние ќе ги направиме подеталните анализи, зборам на ниво на клинички испитувања, бидејќи имаме конкретно на нашата клиника имаме одлична невропсихолошка батерија, имаме одлични психолози кои што практично ни ги обработуваат и следат овие пациенти. Ајде тука ќе се обратам до нашите гледачи, значи говориме на тема деменција. Моја денешна гостинка е доктор Драгана Петровска-Цветковска, која што е специјалист невролог и ни доаѓа од Државната клиника за неврологија. На ваше барање е темата, доколку еве оние кои што ја бара или оние кои што не следат, доколку имаат некој ваков проблем со нивни блиски или некое прашање околу оваа тема, може да не искомуницираат на нашите познати телефони кои што се веќе испишани на екранот, а доктор Драгана се разбира е тука за да им одговори на нивните прашања. Бидејќи кога говориме за деменција, велите повозрасните. Меѓутоа, кога говоревме пред емисија за темава, кажавте дека веќе и после 50-та година После 50-та за Алцхајмеровата болест, може да се јави овој тип на заболување, никогаш и порано, никогаш и подоцно, несомнено. Треба да се дојде на клиника, да се направат одредени испитувања, неуроимеџинг испитувања, почетно компјутеризирана томографија на мозокот, потоа секако треба да се направи нуклеарна магнетна резонанца со одредени типови на исследувања кои што ќе ни помогнат да предвидиме дека можеби се работи за Алцхајмерова болест и имаме гледаш, ајде да го вклучиме па ќе објасниме. Добро вечер, повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер. Многу поздрав до доктор Драгана, прекрасна докторка, прекрасна личност. Мажот ми е нејзин пациент.
А јас без сега би сакала да прашам што да за себе, што да пијам, на пример, пошто многу заборавам. Тоа за вас? Вие сте Тоа моја за мене, пациентка. Незиниот сопруг бил ваш пациент, а сега прашува за неа, бидејќи... Ќе се сети она кој е он од Кривопаланечко. Добро. Генерално за заборавање специјални ликови додека не диагностицираме деменција нема да дадеме, нели? Така. Но секако може да се помогне со некои природни препарати кои што ќе ни ја потикнат меморијата. И секако основни работи се решавање на крстословки, читање, раскажување на кратки текстови, тоа стално го советувам на моите пациенти, да не забораваат да го активираат мозокот. Ова е и генерално болест на луѓе кои што се интелектуалци, особено кога ќе престанат да интелектуално се активни. Значи, читање, раскажување, може гинко препарати, меѓутоа тоа се ОТЦ препарати и не се лек, но ако е деменција ќе се даде специфичен тип на терапија, па повелете со сопругот, ве чекам. Ете, се надевам дека сте задоволни од она што доктор Драгана ви го препорача како совет, дека ќе ја послушате и дека ќе успеете на некој начин да го решите проблемот. Ако не, тука се разбира доктор Драгана, може да посетите и да видите точно за што станува збор. Кажавте дел од испитувањата, значи што од кога после сите тие испитувања ќе се утврди дека станува збор или за деменција или за некој од другите видови на деменција. Исто не докажав, имаме можности на Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина и тука имаме можност за дополнителни испитувања кои што ќе ни помогнат да го диагностицираме ова заболување и секако кралица во диагностиката ни се невропсихолошките тестови. Едноставен тест е мини-ментал тестот. На нашата клиника имаме и други дополнителни тестови кои што ги работат нашите психолози и на тој начин секако ќе го направиме диагностицирањето на заболувањето. Во зависност од степенот на деменцијата е различен третманот. Генерално се започнува со холинестераза инхибитори. Воколку веќе пациентот навлегол во средно тешка, односно умерена и тешка форма на заболувањето, потребно е да се додаде и друг тип на терапија. Тоа се инхибиторите на N-метилдеаспартатот или кај нас познат како мемантин. Кога е лесна формата, говорев за Што значи лесна, што значи тешка? Ајде да објасниме. Лесна форма е ова што го говорев. Приметува семејството, значи, дека он почнува симптоми. Да заборава, не може да му текне адекватен збор за одреден предмет или било каква некоја работа низ домот или било кога се надвор. А тешка е форма кога веќе скроз ке не знае. Потоа следува умирена форма, кога веќе да кажем се јавуваат и дополнителни психијатриски симптоми, кога веќе пациентот и нема можност сам да се грижи за себе, има потреба постојана од надзор од семејството. Знаат да станат прилично депресивни, може да станат понекогаш и агресивни, имаат нарушување во сонот, често пати будни во текот на ноќта, денот го преспиваат. И појава на халуцинаторни психотични елементи, што исто така се еден вака сериозен терапевски предизвик во третманот на овие болни. Веќе тешката форма е форма кога се практично зависни и имаат потреба од институционализација, односно се врзани со потреба практично 24 часовно згрижување од адекватни стручни лица. Во прилогот не го вметнав ова што сега ќе го прочитам, меѓутоа би сакала вели деменција, збор кој е преземен од латинскиот јазик што всушност значи лудило, е составен од де без плюс мент коренот на мен сум или разум. Значи без разум или лудило, да. Добро, не се до мислам не е до тој степен, меѓутоа може да се каже дека се води кон една психичка состојба која што страшна е сликата кога ги гледате низ годините од едни прекрасни насмеани лица, да кажем при првиот контакт кога ќе дојдат, со дискретни знаци на заборавност, кога ќе преминат во личности, например архитекти, кога ќе преминат во личности кои што не знаат една основна геометриска фигура да ви ја прецртаат, кога не знаат едни основни
движење за купче и се од купче до купчето, кога не знаат како да се исхрануваат, кога не знаат како да се исчешлаат косата. Значи тоа е може би ради тоа нели го дале овој назив. Меѓутоа, тоа е сериозно нарушување на пропаѓање на личност. Така, значи еве кога ќе се диагностицира во рана фаза, така речено, нели? Што може да се направи да се спречи да се прогресира развојот на болеста? Имаме гледач? Ајде, ќе го вклучиме ако имаме гледач, па ќе повелете. Ало? Добро вечер, повелете. Ало? Ве слушаме во студио, намалите го тонот на телевизорот ако ме слушате и да искомуницираме по телефон. Ало? Ние ве слушаме, говорете. Ме слушате ли? Да, ве слушаме, говорете. Имам прашање до докторката Драгана, то ми е. Ве слушаме, кажете. Значи, вака да се обратам до нашите гледачи. Секогаш тоа го потенцираме. Кога ќе се јавите, за да се приклучите и да поставите прашања до гостите, ќе мора да го намалите тонот на телевизорот, за да ние се разбереме добро. Инаку ќе ви покасно ќе ви доцне сигналот, ќе не слушате преку телевизора, не преку слушалка и ќе не можеме да се разбереме за да нели си го поставите прашањето кое што сакате и да добиете одговор. Еве, оние кои што сакаат да се јават, значи кога ќе се јавите, намалите го тонот на телевизорот и ќе се слушаме преку телефон, за да не преку телевизор комуницираме, бидејќи нема да има ефект. Доктор Драгана? Да, говоревме за третманот. Да. Целта ни е секако, затоа ги правиме овие кампањи со постојани едукации и со докторите од семејна медицина и со пациентите и контакт со населението. Битно е рано да се открие. Така. Штом рано се открие, навремено се почнува со третман. Специјален лек кој што ќе го излечи ова заболување не постои. Тоа ми беше поентата, значи да се излечи не може, меѓутоа може да се спречи само. Може да се спречат многу работи. Така. Може да ја подобриме секако меморијата кај овие болни во почетокот на заболувањето, да ја успориме прогресијата на самото заболување. Така. Не е исто кога брзо ќе прогредира болеста и брзо ќе навлезе во тешка форма, тешка фаза на заболувањето, а сосема поинаку кога 10-15 на години релативно квалитетен живот ќе има овој болен. Секако дополнителните лекови кои што ги даваме во однос на психичката состојба на овие болни ќе има возможи и поквалитетен живот на план на социјалното функционирањето со самото семејство, на план на подобрување на квалитетот на живот секако. Така. Значи ако навреме се диагностицира, ќе може да се проложи квалитетот на живот, меѓутоа да се излекува деменцијата не може. Не. Така. Добро, а што со оние потешки форми? Што правите тогаш? Како се справувате со овие генерално проблеми? пристапот кај потешките форми ни е мултидисциплинарен. Тука ние само како невролози сме немокни, секако подкрепа имаме од психијатрите, затоа што има навистина појава на големи сериозни психолошки нарушувања и имаме сериозна потреба од помош од психијатрите покрај нашето згрижување како апсолутно, особено во однос на психотичните елементи и нарушувањето на сон. Ајде да слушнеме да видиме дали ќе се разбереме со нашите гледачи. Добро вечер, повелете кој се јавува. Ало? Ајде сега ве слушаме, говорете. Ама сакам зборува докторката, затоа сакам да ја поставам прашање. Повелете. Ало? Значи ве слушаме, поставете го прашањето. Сега готово е? Да, зборувајте. Ало? Говорете, ве слушаме. Ама еве друг пациент е јавен. Значи повторно го слушам телевизорот како ви е уклучен. Слободно поставете го прашањето за да не се мачиме и вие и ние. Еве, слушам, ама други разговара. Значи вие сте вклучени, слободно повелете, потенцирав да го намалите тонот на телевизорот, затоа не можете да слушнете дека вие говорите. Ајде да не ни поминува времето, слободно поставете го прашањето.
Повелете, господине, ве слушаме. Ве молам. Ало, ве молам. Повелете? Ало, сега ме слушате ли? Ама ние ве слушаме цело време, значи слободно, ајде поставете го прашањето. А ме слушам нешто гласот многу изгледа доцне. Добро, ќе го поставите прашањето? Значи не можеме да се разбереме најверојатно со гледачот, тој упорно си го слуша телевизорот и не можеме да искомуницираме. Доктор Драган, ајде да објасниме за оно што сакавме за тешките форми. Така. Се вклучуваат, се кажавте, вклучуваат и како невропсихијатри. психијатрите, потребна ни е и подкрепа и од физијатри, затоа што они знаат да станат и заковани за кревет. Така, со до тој степен потреба, веќе, па да, како прогредира заболувањето, раздвижување. Затоа и реков, некогаш имаме потреба и од згрижување, од институционализација кај овие болни, заради тоа што е потребна буквално 24 часовна грижа околу овие болни. Така. Титрирање на лекови за да се врати сонот, да се среди сонот, да се избришат халуцинаторните елементи, луѓе на кои што не можат сами да се исхрануваат, луѓе кои што не знаат како да одат во тоалет. Буквално основните работи со кои што секојдневно живееме, не сме ни свесни дека ги правиме, кај нив ги нема, се губат едноставно. Кои од овие форми или, како да кажам, еве, спомнавте Алцхаймер, спомнавте Паркинсонова болест, Васкуларната деменција. Ајде ме интересира за оваа деменција, бидејќи поврзано е со мозочните удари. Минатата емисија говоревме, нели, кога ми гостувавте, минатото гостување, токму за мозочните удари. Колку кај нас е честа ваквата васкуларна деменција, кога некој ќе преживее мозочен удар? Често ли се случува после тоа да добијат васкуларна деменција? Зависи од повеќе фактори, значи зависи од локализацијата на мозочниот удар и зависи од големината на мозочниот удар. Воколку е масивен мозочен удар кој што оставил големо оштетување на мозокот, секако ќе доведе и до големо оштетување на мозочните функции. Така. Не се веднаш видливи, затоа што генерално и ние и семејството сме фокусирани да го пациентот проодиме, да стане функционален, да не биде зависен од фамилијата легнат во легло, но после неколку месеци веќе ќе приметиме дека кај нив имаме развој на деменција, на развој на дементна слика. Не само со пречки во однос на меморијата, туку и со сериозни психолошки проблеми, со развој на депресивна клиничка слика, со развој на немотивираност, ќе приметиме кај нив дека одеднаш ќе го губат и мотивот да соработуваат и да работат на себе. Добро, ајде да слушнеме кој е на линија, се надевам ќе се разбираме со наредниот гледач. Ало. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Ало, ве молам. Значи, повелете, ве слушаме. Докторката ме слуша ли? Да, ве слушаме и јас и докторката. Еве, конечно поставите го прашањето. Јас сум сега на 85 години. Пред 4-5 години се најдов во трговски центар Ситимол. И до тогаш ми беше све добро, но кога излегов надвор, не можев да се најдам во просторот кај сум. Добро. Просто како да се изгубив. И колку траеше тоа? По Колку време ви траеше тоа чувство на изгубеност? После тоа ми се јавуваат форма на заборавеност, ми се јавуваат, вака да речем, чести емотивни форми Добро. и Емотивни форми. Добро, друго? тешко Нераположение? можам да се Тага? најдам во просторот. Имате и чувство на тага? Нерасположен сте? Па и расположението ми се менува. Добро. Дали сте биле досега на клиниката за неврологија? Не сум бил, примам некои лекарства, други, за циркулација на исхранување на мозокот, така во таа смисла, али тоа е од прилика онака паушално
од Тоа не се лекови. лично вака одлична иницијатива и во таа смисла. Добро. Еве, добро е што се јавивте со оглед на тоа, според она што го кажавте, доктор Драгана, ќе треба да посетите. Еве, останете да не следите, ќе слушнете доктор Драгана што ќе ве посоветува. Предпоставам дека ќе мора да појдете на клиниката за неврологија, сепак да ви се направат сите оние испитувања. Ви благодарам што конечно еве се разбравме околу нели комуникацијата, да еве дојдете со прашања до доктор Драгана за да и таа на некој начин ви помогне. Доктор Драгана, предпоставам дека ќе мора Па да, најверојатно се да работи дојде на за клиниката. пациент кој што има проблеми. Таа изгубеност во просторот, Тие се веќе оние почетни знаци, да. Со оглед на возраста, Да. најверојатно е старечки тип на деменција, Така. пропратен и со една емоционална нестабилност, која што исто така секако со одредени лекови би можеле да ја решиме, да ја помогнеме, да ја прво да ја откриеме основата на заболувањето, Така. од каде ни доаѓа, Така. така да тупло го поканувам Значи да гледачот упатот од матичен лекар, од матичен да дојде на клиника за неврологија да ги направиме сите оние да, една цела испитувања. батерија на испитувања. Така и да му И дадете му соодветни дадеме лек, лекови. Да, бидејќи затоа она што што го нема кажа лек. дека Да. дека го пие, не се тие соодветни лекови за да Тоа се на некој ОТЦ начин препарати кои помогнат. што лесно може да се набават во секоја аптека, Така. меѓутоа тоа не се лекови. Тие се суплементи кои што може да помогнат, но не се адекватни лекови за терапија на овие болни. Доктор Драгана, многу е, како да кажам, неблагодарно ова прашање на некој начин што ќе го поставам, меѓутоа со оглед на тоа дека кажавте дека деменцијата не се лекува, а уште повеќе што тешките форми веќе како да кажам, квалитетот на животот е сосема сведен на минимум, односно на нула. Какви се прогнозите кога веќе ќе се дојде до тој степен на тешка форма на деменција? Обично завршуваат, нели, за жал? Па да, за жал. Имаме многу филмови што сме ги Так, гледале, да. каде што е опишан процесот на Како тоа пропаѓање сето на личноста. Тоа е жална слика. До вчера, нели, ве познава како ваше дете, од денеска не ве препознава, на почетокот флешови, Така. ве препознава, не ве препознава, потоа влегуваме во фаза кога не ги препознава воопшто блиските луѓе со Значи, кои што потполно не е свесен за ни Па да, кој е, ни што е, ни каде за се наоѓа, ни. средината, Да. Наистина, тоа е едно многу Тешко специфично и тешко тешко за заболување, фамилијата, така. јас Така, стално така. секогаш велам тешко и за болниот, Така. но уште потешко за луѓето кои што живеат со вакви болни. На вистина бара огромен ангажман и лекарски, но пред се на семејството. Тие се тие Колкава кои што улога игра и ве семејството, да ни објасните како... огромна, значи они живеат, они се будат, живеат Тие и се легнуваат со тие практично луѓе. најголемиот, Да. како да кажам, Го носат товарот, буквално го носат товарот. меѓутоа и најголемиот удел во Да. целиот процес на... Они работат, значи ние ги Така. советуваме буквално да работат со нив, да им задаваат одредени работни задачи, додека може тоа да се изведува, Така. додека се во кондиција овие пациенти да го изведуваат тоа, да ги шетаат, престојот на дневна светлина им помага, за да имаат добар квалитетен сон навечер, да не придремнуваат во текот на денот, да им даваат активности са во почетокот да раскажуваат текстови, но Така. понатака тоа ќе биде апсолутно невозможно. Работни задачи од типот, не знам, графчиња да се требат или си како со нож нема да дадеме нека работа, ама Да- некои да не основни седат по страна, работни задачи по домот да им се дава. И потоа кога ќе влизат во потешката фаза, навистина е буквално оптеретување товари за семејството. Кога зборувавте пред малку, кажавте дека обично деменција се јавува кај луѓе кои што се премногу интелектуално активни. Да. Тоа е Кога на ќе вистина престанат- така, треба да бидеме загрижени ние што сме премногу интелектуално активни или? Не, додека читаме. Значи кога ќе престанеме, Да, обично се јавува од да кажам наставници. значи повеќе треба да бидат загрижени оние што професори. се интелектуално активни, Активни, да. да не престануваат Да не со престануваат, активностите да. и од кога ќе Мозокот престанат мора да да работат. биде постојано активен со Така, тоа е на некој начин некоја меморирање, превенција. со меморирање, учење.
некоја превенција за деменцијата? Па некој Сега тип веќе превенција и некако во како да го завршуваме разговорот. обично ги тераат возрастните лица да учат странски јазици, нови јазици. Со тоа Нешто вежбаме мозокот да меморијата, функционира, да работи. функционира мозокот, да. Значи препорака до Ако сите збориме за интелектуалци. Алцхаймерова болест, сепак е малку посериозен тип на заболување каде што многу ова како превенција нема да помогне, но генерално е од помош за повеќето типови значи, на во секој деменција. случај и кога ќе престанеме да работиме практично на што го работиме, нели, Да читаме. како професија, Да треба учиме. постојано нешто, нели, Да, да му нова да му содржина да сервираме се на учи. мозокот за да тој Да не заборави не ја да заборави работи. функцијата. Точно Друго така. што би кажала кога станува збор во однос на деменцијата, и за превенција и за некоја како да кажам, некоја специфика која што треба да ја напоменеме. Па превенцијата, Нема. ете, па тоа Нема е, да јадеме генерално витамини, нема да консумираме, од тоа нема никаква улога, Па нели? има улога, значи има улога спортувањето, Добро. оксигенацијата на мозокот, пристојот физички на сепак да бидеме на активни. чист воздух и пак ќе кажам и повторно ќе повторам да не забораваме да читаме, да повторуваме материја, да учиме нови содржини. Така. Тоа е тоа што практично ни го освежува мозокот и ни помага да го успориме процесот на старење. Така. Секој орган старее, па така и мозокот. Значи апсолутна Така. превенција не постои, меѓутоа колку можеме да направиме добро за нашиот организам, да ги едноставно одложиме одредени процеси. Сега ме интересира, бидејќи еве секојдневно работите во однос на овие проблеми, кажавте дека ова ви е некако поголем предизвик, потешките невролошки проблеми отколку полесните. Па дали имате вака представа на која годишна возраст, значи била најниската граница која што била диагностицирана на некој ваш пациент деменција? И каков тип на деменција бил? Па, Дали можете да се сетите? имав една млада, релативно млада, 47-8 годишна пациентка, кај Така. која што имавме развој на интелектуалец со сериозна функција во општеството, кај која што се разви така галопирачка брзопрогресивна деменција од типот на Алцхаймерова болест. Што била причината, што мислите? Па сигурно е таложење на патолошки протеин кој што не можеме да го детектираме вака освен на постмортем студии. Брзопрогресивно, значи се разви една сериозна форма на деменција. Иако за жал долго време беше непрепознаена од страна на матичните доктори, бидејќи беше зацкриена за една слика на депресија. Така. Значи, во секој случај матичните доктори треба да имаат голем се удел. едуцираат, имаат, јас би рекла, главен удел. Да, во сето она што се Кај нас нарекува доаѓаат филтрирани здравствен проблем. пациенти, Така. тие имаат контакт со сите, со целото население. Така да со кратките брзи тестове, тестот на часовникот, мини-менталот обработен, во колку процена дека може би се работи за когнитивно пропаѓање, треба, на тоа работиме, треба да го употребат и да го детектираат пациентот навреме, да ни го испратат со цел да ги диагностицираме и адекватно третираме овие болни. Доктор Драгана, јас ти благодарам за денес, иако кога те поканив да ми гостуваш, размислував дали да говориме за мигрената, бидејќи исто еден голем проблем. Меѓутоа, сепак одлучивме да биде деменцијата, па следното гостување, ајде нека биде да проговориме малку за главоболките и за мигрената како да проблем. одиме малце кај помлада популација. Да може вака, еве, да бидеме... Постојано говориме за повозрастна популација. Наистина е многу чест проблем мигрената и главоболките, и се надевам дека со различните типови на главоболки, со следното гостување ќе дадеме многу повеќе информации околу тоа. Благодарам уште еднаш, ми беше навистина драго, па во некое следно издание повторно ќе се видиме и ќе закажеме. Благодарам на поканата, секогаш ми е задоволство и пријатно во вашето студио. Ви благодарам и вас. Почитувани гледачи, тука ќе се поздравиме за денес. Ви благодариме на вниманието. Вие се разбира, грижете се добро за вашето здравје. Имајте убав остаток од денот, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.